Договорот ќе се потпише, а конечниот збор на референдум ќе го кажат граѓаните. Ставивме печат на вековитоста на македонската држава која ќе влезе веднаш како членка во НАТО и ќе добие покана за членство во Европската унија. Со зачуван македонски национален идентитет, со зачуван македонски јазик, изјави министерот за информатичко општество и потпредседател на СДСМ Дамјан Манчевски вчера во Штип. Договорот ќе се потпише. Македонија ќе добие покана за членство во НАТО веднаш. Македонија ќе добие датум за членство за почеток на преговори со Европската унија веднаш. Потоа дури ќе одиме на референдум. Значи, ќе добиеме некои работи, па после одиме на референдум. И на крајот на денот, ни МПЦ, ни ИВЗ, ни МАНУ, ни СДСМ, ни ВМРО ДПМН, граѓаните ќе се окажат својот глас на референдум. Тоа што ги одлучат граѓаните, тоа ќе биде. Низата бурни реакции кои втор ден не стигнуваат и откако шефот на државата се закани и дека доколку дојде до ратификување на промената на уставното име, тој нема да потпише, а од друга страна со проблеми се соочува и политичкиот врв на нашиот јужен сосед. Манчевски истакна дека решението за спорот со името по цели 25 години е достоинствено и во интерес на двете страни. Решението е апсолутно достоинствено. Го зачувавме на идентитетот, тоа е најважно за нас. И сега најдовме решение како што гледате наоѓа на сериозен отпор во Грција. Значи овде нема победник. Меѓутоа конечно најдовме решение со кое што сметаме дека достоинствено и двете земји можеме да зачекориме во една сосема поинаква иднина. Постигнувањето на договорот за спорот со името меѓу Македонија и Грција ќе донесе позитивни ефекти со отварање на повеќе инвестиции и нови вработувања по високи плати, она што веќе како придобивка од самото членство го имаат земјите членки на Унијата, смета Манчевски. Со распишување на референдум на кој граѓаните ќе го кажат последниот збор, се отвара прашањето за одржувањето на предвремените парламентарни избори, а можноста дека тоа може да се случи не ја исклучуваат од партијата на власт.